Покрај постојаната поддршка на земјоделците, владата постојано ги решава и проблемите на земјоделците. Еден од нив е легализација на фарми на градежно земјиште. На оваа тема разговараме со заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 5. Што ќе значи оваа одлука? Ова одлука која е на барање на фармерите и преку Асоциацијата на земјоделци, на многу наврати при разговорите и кога ги отвараа проблемите, дискутиравме за можноста да се легализираат диво изградените фарми на земјиште кое што е во градежен опфат на територијата на одредени општини и да можат конечно да добијат имотен лист, односно да бидат запишани на право на собственост, на нивно право на собственост и да можат да ги пуштат во правниот промет, односно да можат да ги искористат сите мерки кои што се нудат преку ИПАРД програмите и преку програмата за рурален развој. Ги има на број некаде околу 40.000 евидентирани кои што се изградени на градежно земјиште, односно на земјиште кое што е во градежен опфат и имајќи во предвид фактот дека ние како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство како надлежни носители на Законот за земјоделско земјиште при легализацијата на другите објекти за примарна обработка на земјоделски производи, кога завршивме постапката за легализација на вакви објекти, немавме можност, немавме надлежност да го третираме земјиштето кое што е во градежен опфат. За таа цел и на средбата кај председателот на владата се договоривме да изнајдеме решение во соработка со Министерството за транспорт и врски и да ова решение се предвиди во Законот за легализација на диво изградени објекти, кои што согласно предложените измени ги опфаќа и овие објекти, да можат сите оние кои што имаат изградено диво изградени фарми до 3 март 2011 година во одредена постапка со минимална документација да може да поднесат до општините соодветно барање и да си ги легализираат, да ги стават во правен промет, да можат да обезбедуваат финансирање на нивните земјоделски активности, на нивните сточарски активности и да можат да ги користат фондовите, односно да аплицираат за реконструкција на истите, за обезбедување на современа опрема, за модернизација на производството, на фармерското производство и нормално да им биде од корист таму кај што ќе им затреба. Ние очекуваме од влегувањето на сила на овој закон, па со неговото донесување да влезе во сила веднаш и да можат сите оние кои што имаат диво изградени фарми на градежно земјиште да ги поднесат до 31 март 2016 година. Пред неколку дена во Кочани беше отворена и фабрика за преработка на ориз, меѓутоа дополнителниот заменик министер обвини дека не се исплатени субвенциите. Исплатени се или не се исплатени? Овака, целта е јасна, без конкретни мерки и конкретна поддршка или најава за некоја мерка за подобрување на состојбите, како што нели имаат за цел да бидат дополнителните заменици министри, очигледно е намерата е да се внесе забуна, да се внесе манипулација помеѓу земјоделците, меѓутоа едно е јасно и фактот е на страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно земјоделците од Кочанскиот регион си ги добија своите субвенции на сметките во петокот и тие беа исплатени за основната поддршка од 8.000 денари и нормално дополнително најавената поддршка за 21.000 денари по хектар или просечно по околу 3 денари по килограм, кое што впрочем беше и барање на Сдруженијето на земјоделци од тој регион, ние го обезбедивме и таа дополнителна поддршка ќе биде исплатена во следниот период. Инаку дополнителниот заменик министер поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство до раководител на сектор заради злоупотреба на службената положба. Ако е подготвена изјавата да ја слушнеме. Врз основа на основаните сомненија за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластувања на поранишниот пратеник на ВМРО ДПМН, а сегашен и актуелен раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Битола, Илија Србиновски, денеска до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, како дополнителен заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, поднесов кривична пријава заедно со сите докази кои што беа презентирани. Ја слушнахме изјавата, ваш коментар за ова? Вака, повторно ќе повторам дека во отсуство на конкретни идеи
и на јасна соработка за вакви или за било какви други прашања. Нормално е да се пренесе ова на политичко поле од страна на дополнителниот заменик министер, меѓутоа нема дилема, не само за овој случај за раководител на оделение на подрачната единица Битола, туку и за било кој државен службеник, нормално доколку го прекршил законот и доколку не ги почитувал законските одредби и процедурите во Министерството, како за овој, така и за сите случаеви кои што ние во интерна постапка ги истражуваме. Меѓутоа, дополнителниот заменик министер во отсуство на други идеи и подршки се истрача во овој случај да од ова целиот случај го исполитизира, да го пренесе на политичко поле. Ние јасно ќе порачаме дека не само овој случај, туку и сите случаеви во минатото кои што биле предмет на манипулација и на злоупотреба од страна на било кој државен службеник ќе бидат соодветно истражени, ќе бидат комплетирани и во соодветна постапка доставени до надлежните институции за понатамошно постапување и дефинитивно нема толеранција за било кој што се огрешил од законот, туку согласно законските одредби ќе одговарат било да е тоа прекршно или кривично согласно соодветните законски одредби.